Вардар изминатата ноќ излезе од своето корито и поплави дел од локалниот пат во селата од општина Егуновце, голема површина на обработливо земјоделско земјиште, а вода е навлезена и во дел од дворовите и подрумите во селата Ротинце, Копанце и Туденце. Од утрото состојбата полека се нормализира, а нивото на реката почнало да опаѓа. Река Вардар е излевена во село Ротинце, дел на Туденце и дел Копанце. Моменталната состојба сега исто на терен сум. Полека водата се враќа во коритото и мислам дека нема многу опасности да има по домаќинствата, а околу посевите и работливите ниви има поплавено доста земјиште. Дождовите изминативе денови освен излевања предизвикаа и свлечишта и ерозија на земјиштето, особено во горниот дел на Тетово. Неколку семејства кои живеат над православните гробишта стравуваат дека ќе им се срушат куќите. Земјата, велат Серонија, општината 3 години им ветува изградба на подпорни ѕидови. Ми овде живееме со страв. Спиеме со страв, останеме со страв. Децата нема никај да играт, ни само внатре седат. Вчера су били од општина само на увид и чекајте, кажуваат. Зидот тоа куќата може исто да иде. Исто различно може да биде и уште поблиско од тоа што е. Може да падне и тоа. И плюс зидот за нив дека, значи земјата иде надоле. Па може и на спиење човек, не дај Боже, и да паѓа со све. Состојбата на реките во Тетовско продолжува будно да се следи. Водостојот е се уште покачен и критичен, но денеска нема нови излевања. Анализите за исправноста на водата од градскиот водовод пак, која деновиве беше заматена, треба утре да бидат готови. До добивањето на резултатите се препорачува да не се користи за пиење.